Образовниот процес треба да претрпи сериозни и длабински измени. Потребни се вистински реформи, советуваат експертите. Анализите покажуваат дека за 5 години се дуплирал бројот на одлични ученици, а дури 92% од родителите фаќаат врски за да им обезбедат подобар успех на своите деца. Со ова наместо добро им се прави лоша услуга на учениците. Тоа е тема која што подолго го мачи ова општество и тоа не е тема на овие 10-15 години. Концептот на оценување е концепт кој што е стар повеќе од 40 па дури 50 години. Тој концепт мора да се менува. Мора да се менува заради тоа што денес ако не сте одличен, вие не можете да го продолжите понатамошното образование. Ако сакаме здрав образовен систем, не треба да се зборува само декларативно или пак само кога се јавуваат актуелни теми во него. Според професор Барбареев, кој денес ја промовираше својата нова книга Размисли за образованието, последните случувања не е само последица на одредени состојби во образованието, туку на состојбата во која се наоѓа нашето општество. И се тоа што се случува во последните периоди кажува дека одредени брзи активности не треба да преземе само образованието, туку треба да преземат и другите институции, како што е Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика. И во анкетата што неодамна ја спроведе Комисијата за антикорупција, дури 60 до 70% од учениците се изјасниле дека се сведоци на незаслужени оценки. А причината за тоа е што родителите барале врски.